Тивко, без голема врева на комисиска седница, владеачкото мнозинство ги обезбеди екс-премиерот Ковачевски и поранешниот министер Спасовски со апанажа од 2.500 евра во следните 12 месеци. 7 народни избраници изгласаа и службено возило за поранешниот председател на владата. Само еден ден откако ја напуштија и Линданска, Ковачевски и Спасовски доставиле барање за апанажа до комисијата на изборите и именувањата, која пак на 6 февруари даде зелено светло. Дали некој бара збор, односно отварам расправа по предлогот, доколку никој не бара збор, решението го ставам на гласање, ве молам да гласаме, кој е за? 7 гласа за, против нема, воздржани нема, ви благодарам. Тие што го достигнаа дното не заслужуваат апанажа. Граѓаните гневни за собраниската одлука Ковачевски и Спасовски да добијат апанажа од народни пари. Бараат и укинување на апанажата за функционерите. Бившиот премиер Ковачевски и Оливер Спасовски ќе земаат по 2.500 евра апанажа 12 месеци. Заслужено ли? Не, апсолутно не. Не гледам причина зошто после пристанување на функцијата да имаат надокнада некоја. Катастрофа. Заслужено ли е? Никако. Тие не им е место во собрание воопшто. Пошто сами не гледа што направија, што оставија позади нив. Не, ништо не сработи, да сработи, а нешто пеки. Ништо нема да сработи. Така, мислите дека треба да се укине за сите функционери? За сите комплет, и од пратеници до све. Никад заслужено. Тие што го достигнаа дното, токава пара да земаат. Срамота. Никако. Не заслужува, никако. Нејасно е и како во суштина Ковачевски и Спасовски добија апанажа кога Уставниот суд лани одлучи дека таа не им следува на функционери кои се разрешени или се поднале оставка, како што е случајот со екс-премиерот и екс-министерот. Тие се повлекоа за да се формира техничка влада. Од антикорупцијската комисија уште во 2021 од владата како и од собранието бараа да се сменат правилата за исплата на апанажа, односно да се пропишат општи правилници со кои ќе се регулира користењето буџетски ресурси. Платите од 2.500 евра доаѓаат откако лани во мај функционерските приходи рипнаа за 78%, иако и Линданска повеќе пати ветуваше дека ќе ги намали коефициентите за пресметка на месечните примања, не го стори тоа и по речиси една година.